со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Секако ќе трае се уште анализата на што се случи на изборите. Во основа мислам дека имаше два ефекти што се случија. А тоа е прво за прв пат да имаме вака масовно гласање на гласачи етнички албанци за македонска политичка партија, која веројатно најмногу не се дожеше на гласање за СДСМ, туку гласање против ДУИ и против ВМРО-ДПМН, бидејќи процентот на етнички албанци кои беа против власта беше многу поголем отколку што е меѓу етничките македонци. Меѓутоа не може да се подцени фактот дека со зголемената излезност на овие избори во однос на 2014 година всушност излегоа дополнителен број на гласачи кои очигледно гласаа против власта. Тоа можеше да се види најмногу во урбаните средини, во Скопје, во Битола. И ако ги погледнеме, например, изборната единица 1, каде што СДСМ однесе убедлива победа во однос на тоа што е 2014 резултат, ќе се види дека ВМРО-ДПМН го оствари резултатот што го имаше 2014 година. Значи, ВМРО-ДПМН нема помалку гласови во 2016 отколку во 2014 во Карпуш центар аеродром. Збориме за изборна единица 1. Без Павле Трајанов, без Лиле Поповска, без дел од незадоволните ВМРО-вци кои гласаа за ВМРО за Македонија, за Љупчо, за и со 2 години бомбардирање. Љубе. Значи неколку фактори на одлив на можни одливи на гласови од кои бомбите од ВМРО-ДПМН во услови на шарена Русија, која епицентарот нели на беше во Скопје. Во Скопје, главната маса што ја подржуваше шарената Русија беше во Скопје, баш во овие општини што е сочинуваат изборната единица 1. Тоа покажува дека гласачкото тело на ВМРО-ДПМН не само во руралните средини, него и во градските остана константно. Овие се најурбаните, значи поурбаниот центарот Карпуш, амин, да не се наведат битолчани, ама по повеќе образовни, економски параметри, најдобро стоечки, во најголемо ваго состојба се општината центар, општина Карпуш. Значи таму ВМРО-ДПМН го повтори резултатот, што значи дека 2014 таму немало полнење на кутии, немало фантомски гласачи, бидејќи збориме за резултат минус неколку коалицијски партнери кои беа излезени и плюс ефектот на бомбите и на шарената револуција. Од друга страна, СДСМ остави многу подобар резултат отколку во 2014 на цена на вогоном албанските гласови. Значи, 4 пратеници од ДУИ ДП имаше во 2014, сега има 2, еден од БЕС, еден од ДУИ. Значи, на нивните 7 во 2014 отидоа во главном загубата од ДУИ и веројатно дел од гласовите за ГРОМ отидоа на контото на ВМРО-ДПМН, значи бидејќи 2014 ГРОМ имаше самостоен настап. Овој ревод на масовното гласање на нови гласачи го видовме и во Битола, меѓутоа и во други општини. Во Прилеп, иако победи ВМРО-ДПМН, разликата многу се намали. Спомнувам Прилеп, бидејќи во Прилеп ВМРО-ДПМН многу направи на локално ниво. Иако тука нема многу правила дали многу или малку сте направиле, веројатно гласачките тела се стандардизирани на локално ниво и сега ова беше еден дополнителен импулс за луѓето кои сакаат да излезат оден протест за оно што се случуваше во изминатите. Оно што е карактеристично, кога што велите, оној процент на гласачи кои што никогаш не гласале или условно кажано ретко гласале, меѓутоа овој пат гласаа против. Дали ова можеби треба да биде сериозен индикатор за владачката партија дека после 10 години прв пат
ние имавме 10 години константно гласање за, но во смисла иако велиме дека гласачкото тело пак го има повторено владачката партија, меѓутоа има одреден процент на гласачи кои што сметале дека треба овој пат да гласаат против. Значи, 10 години сами по себе се доволни да настане на замена на гласачите. Значи, ние имаме цела една нова генерација која не памети Бранко Црвенковски, не памети СДСМ. Цела една генерација на луѓе што имат меѓу 20 и 30 години, што Па веројатно од 19 до 26 што памтат само ВМРО-ДПМНЕ и Никола Груевски. Јас ставно го користам примерот со Маргарет Тачер, Тони Блер. Маргарет Тачер и Тони Блер се веројатно едни од двајцата најуспешни премиери Британија што ги имала во ово столетие. Меѓутоа после 10 годишно владение на луѓето им беше доволно од истите луѓе на власт и бара промени. ВМРО-ДПМНЕ првата грешка ја напушти кога ја направи кога го најави новиот бран, кој не се случи. Бидејќи ние имаме ситуација да основното јадро на ВМРО-ДПМНЕ овие 10 години не е истото, значи во клучните 10 години немаше освежување, промени, мислам дека едноставно имаше ефект на доволно од истите луѓе. Сакаме нешто ново да се случи, посебно кога најголем дел од проблемите веќе младите може да ги асоцијат со ВМРО-ДПМНЕ, а не со СДСМ, пошто не го паметат СДСМ. Едноставно е надвор од нивната меморија. Ако сега има 19-20 години, пред 10 години или 8-9 25 години ако имат, не паметат такви работи. Второто е секако ефектот на бомбите и на оно што се случуваше по обилувањето на бомбите. И мислам дека ВМРО-ДПМНЕ сега не би требало да се фокусира, да, имаше 70.000 или колку веќе албанци, ја не ги имам пресметувано, што гласа за СДСМ, не треба да се фокусира на тој дел, туку треба да се фокусира на тоа дека клучните урбани центри или СДСМ победи, тоа се Скопје и Битола, или опасно се приближи во градови каде што ВМРО направил многу, како Штип, например. Прилеп. Штип, например. Значи, ако Каде имаме кај што нема албанци, да. Башка има две-три компании кои вработија голем процент на штипијани. Во Бегалничкиот регион невработеноста е најмала цела Македонија. Ако македонскиот просек е 20-24%, во Бегалничкиот регион е 14% невработеноста. Едно друго прашање кое што апсолутно мислам дека треба да се анализира на следните периоди по овие избори. Фактот дека ВМРО-ДПМНЕ остави само 22.000 или мислам гласови помалку од претходните парламентарни избори. Во ситуација кога ние имавме таков изборен ден или период кој што веројатно никој не го оспорува ниту од далеку она што беше оспорување на изборните резултати 2014. Ако ние 2,5 години потрошивме на барање фантоми, ако потрошивме 2,5 години на обвинување, покренување, специјално обвинителство, процес дека биле крадена вољата на гласачите, на граѓаните во Македонија изминативе 10 години, има и случај, нели, кој што го отвори специјалното јавно обвинителство. Каде е кои се украдените 150-200.000 гласови и на кој начин ако на овие избори ВМРО го повтори истиот резултат? Нема такви гласови. Значи, ја не зборам за вариации што влијаат значително на резултатот. Значи, да се разбереме, идеални избори нема нигде. Значи, сега ќе се најдат 100 гласа погрешно преброени натаму или нааму. Затоа има пребројување во Америка. Збориме за гласови што може да влијаат на волјата на граѓаните на изборите. Значи, ние имаме ситуација сега да всушност гласаа сите, пошто да се подсетиме дека од тие 1.700.000 колку се на избирачкиот список, 170.000 гласачи беа на посебен избирачки список, бидејќи најверојатно се во странство. Значи, ние излезноста не треба да ја гледаме во однос на 1.700.000, туку во однос на 1.700.000 минус 170.000. Еве, нека не биде 170, нека 150. Значи, ние треба да гледаме излезност во однос на 1.550.000. Значи, излега 1.200.000, од 1.550.000 ние имаме масовно гласање. Во услови на масовно гласање невозможно е некој да
прави малверзации. Значи најголема одбрана на фер и демократски избори е масовно гласење. Затоа опсе првото што го кажа беше дека одзивот бил голем. Најмногу манипулации се прават на мали одзиви. Тогаш може да се полнат кутии. Сега како ќе полниш кутии кога сите излегле гласни? Меѓутоа и во 2014 одзивот бил голем. Значи тогаш беше 63% ако добро се сеќавам. Значи на такви одзиви е многу тешко да се прават битни манипулации. ВМРО-ДПМН, не знам зашто, си направи голем проблем со јавниот имидж, со гласањето во општина центар на локалните избори, со гласањето на гласачите од Пустец и со 3 пати беше прегласувано во општина центар. За мене непотребно направи фама за постоење на некакви фантомски гласачи, пошто некогаш се битни перцепциите, не е битна вистината. Како што се создаде перцепцијата дека е клучно да има попис за да има чисти избирачки список. Што нема врска. Бидејќи на попис се бројат жители, Кои се тука во а моментот. не државјани, Кои се тука во а на моментот. избирачки список се државјани. Ја милион пати го кажувам дека Косово имаше фер и демократски избори. Имаше повеќе луѓе на избирачки список, отколку што имаше луѓе на пописот. На пописот беа 1.720.000, на избирачки список 1.760.000. Да, затоа што и косоварите во Швајцарија и Германија се државјани, имаат право на глас. Тоа е многу едноставно. Меѓутоа се создаде таа перцепција која ВМРО-ДПМН погрешно ја донагласи со како се однесуваше во општина центар за време на локалните избори, и после тие перцепции многу тешко може да се сменат, пошто луѓето често функционира на ниво на перцепција. Добро, ама не зборуваме за перцепција, ние зборуваме сега за случај кој што специјалното јавно обвинителство врз основа на таквата перцепција покренува случај во кој што специјалната јавна обвинителка Катица Јанева го оспори легитимитетот на сите државни институции во државата врз основа на некаква кражба на изборни резултати од 150.000 гласа во корист на ВМРО-ДПМН. Не е возможно да докажете 100.000 гласови. Меѓутоа, дали се... Таа е едно од несмесните изјави на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, дека собранието нема легитимитет, бидејќи така го спорува собствениот легитимитет, бидејќи е избрано тоа собрание на кое она го спорува легитимитетот. Мислам дека на страна изјавата ние имаме процес во СЈО за изборна кражба на гласови. Не види, значи процеси треба да има за да се види дали имало такво нешто или немало нешто. Значи може да се случат инциденти кои не влијат на резултатите. Например, ми се чини дека таков беше случајот со Агим Крсничи, и тоа беше насилство на изборите во 2008. Добро, тоа е збориме за 2008. Ние збориме за 2014. Санкционирано. Мислам дека тогаш тоа нешто го направија не влиеше на резултатите на изборите. Види, ако имало и 8 гласачи скинати ливчиња, некој треба да одговара за тоа. Не, апсолутно. Значи, за две различни работи. Збориме за дали некој можел да направи таков резултат врз основа на фалсификат? Не. Мислам дека е невозможно на 63% одзив и минус овие што су странство отидени, малте не, мислам дека и 80% одзивот во Македонија. Се импровизирам, не сум го пресметал точно, а може да се пресмета ако се одземат овие луѓе што су странство. Ако ВМРО освои 450.000 гласови врз основа на СЕО, на што претходно анализиравме, у хипотетичка ситуација да не постоја бомбите, некој велел дека може на овие избори опозицијата би живеела и дебака. Меѓутоа тоа се хипотетички има два ситуации. фактори. Прво е антиорганизацијата на етничките албанци, гласачите етнички албанци. Значи, редовно во анкетите во изминатите години се јава нивен голем отпор према ВМРО-ДПМН и лично према Никола Груевски, према проекти на ВМРО-ДПМН како Скопје 2014. И тој антагонизам во еден момент
допринесат да дел од етничките албанци откажат послушност на ДУИ и гласат за други опции. Значи тука да ги спомнам дека не беше само гласањето незадоволството на албанците не се пеле само кон СДСМ, туку се пеле кон БЕСА. Така да некои резултатите посебно во Скопје се многу поразителни за ДУИ. Значи резултатот може да ви се свига, може да не ви се свига. Денеска прочитав дека конечните резултати во Америка после еден месец од изборите дека 2,8 милиони гласачи Хилари Клинтон има повеќе од Трамп. Хилари честита во првиот тоите 2 сати откако се знаеше како оди текот на незавршени, на непреброени гласови. Значи, мислам дека треба да разбереме дека некои процеси мора да дадат понатаму, да нека има рекаунтинг, меѓутоа да се повторуваат избори на избирачки места кај што не се вложиле жалби на моментот на затварање на гласањето. Мислам дека може да не внесе во пролонгирана нестабилност, бидејќи не е важно дали ни се свига резултатот, туку дека тоа е тоа, дека има одредени процедури. На крај не е важно дали има некој повеќе или повеќе гласови, како во случајот во Америка, туку дали процедурата е запазена и тогаш го прифаќаш исходот. Колку да е то болно. Сега, тоа што Зоран Заев излета да даде изјава дека ако има еден пратеник помалку ќе се повлече од сите општествени политички и општествени функции, ќе се занимава само со бизнис, никој не го влечеше за јазик. Јас спомнав за моралната одговорност на Груевски, бидејќи бараше 60 пратеници, а доби 51 пратеник, ама Груевски не се излета да каже дека ако нема 60 пратеници, дека ќе даде оставка, бидејќи овде беше експлицитно на 2 пати кажано, еднашка на телевизија, еднашка на избирачко место. И сега сме заложници на една ситуација дали СДСМ ќе има еден пратеник помалку или за да остане не, бидејќи на сите ни јасно дека кој да формира влада, владата нема да биде стабилна. Со 60 пратеник, еве да и села да влезе во коалицијата со ВМРО, ДПМН и ДУИ, ќе бидат 64-65, меѓутоа тоа е многу тенко мнозинство за се тоа што треба да се направи. И голема коалиција да се направи, таа нема да издржи повеќе од една година, веројатно да се направат 2-3 клучни работи од извештајот на Прибели и некои други чекови што треба да се направат и пак има повторно избори. Значи, ние не влегуваме во природна политичка стабилност. Мислам дека на сите ни јасно, без разлика кој ќе формира влада. Се уште мислам дека прва опција е да ВМРО, ДПМН, ДУИ и веројатно крилото на села бидат тие што ќе формираат влада. Голема коалиција е втората опција, меѓутоа не верувам дека трета опција е СДСМ со сите албански политички партии. Јас лично мислам дека ДУИ никогаш нема да се одлучи еден пратеник да има ВМРО повеќе да влезе во коалиција со СДСМ и можеби затоа сега битката да дојдеме до пата ситуација на Зоран Заев да не мора да дава оставка во СДСМ, да ДУИ има слобода да избере партнер за понатаму. Меѓутоа да не се лажеме. Како и да влада се формира со ово тенко мнозинство што постои, не може да ги направи битните чекови за Македонија. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.